Почитувани колеги пратеници, почитуван министер, медиуми, внимателно ве слушав, го слушав вашето образложение и она што секогаш при прилагањето на буџетот го давате како образложение, меѓутоа она што сакат граѓаните да слушат, што всушност тоа значи. Што тоа значи преточено, тие бројки преточено во пари, што обезбедувате со овај мегаломански, до сега најголем буџет. И зашто е тоа така? Популистички, точно социјален треба да биде секој буџет, меѓутоа не развоен. Буџет со кој предлагате одредени мерки, кои за наредната година, кога ќе биде изборна година за председател, ги имате оние зголемување на плати во администрацијата, не дека толку се грижите за нив, туку популистички настапувате нешто што изминатите години многу сте го напаѓале. И да почнеме по ред, согласно вашето образложение што го дадовте и за проекциите во буџетот, и економскиот раст, и дефицитот, и приходите, и се што сакате да презентирате пред граѓаните, дека водите добра економска политика. Не, министре, заедно со вашата влада ја водите државата втора година поред во најлошото сценарио за економски услови, односно подобри економски услови за граѓаните. Вие ги влошувате секоја година. И како што кажуваат и моите колеги сега пред да влеземе, не постои поцрно сценарио за економијата и за граѓаните во Република Македонија. И на 4 ноември тука во оваа сала го завршивме ребалансот на буџетот. Не се случило во еден месец владата да ни предложи да има ребаланс на буџет и буџетот за истата година. Преиспитајте каде и како и зошто тоа го направивте и како ја водите државата, посебно делот од економските политики. Доколку биде добро, ние од опозицијата знаеме и во одредени сегменти да кажеме да, ова е мерка на која и ние очекуваме да има добро за граѓаните. Меѓутоа, вие направивте проекција и на овој буџет од раст од 3,5%, а знаеме базирана на раст на проекцијата од претходната година, која ја проектиравте 3,2% и сега оценувате дека ќе заврши 2,8%, а ММФ ја даде проекцијата од 1,6%. Значи, тоа се ваши популистички и тоа е на таков начин проценка на буџет, кој не е искрен, кој не е економски оправдан, кој го напумпувате за после тоа при првиот ребаланс вие да ги направите сите измени, односно ќе ги стопирате сите капитални инвестиции. Тоа го имавме во изминатиот период кога имавте најслаба реализација на капитални инвестиции од 2,31%, сега со ребалансот на буџетот 41%. И ги имавте најкатастрофалните економски политики во време кога Европа имаше секаде раст од 3%. Сега, почитуван министри, и вие знаете дека постојат најави за економски проблеми и во регионот и меѓународно, кои е можно 2019 дури и 2020 да се префрлат во нашата економија. Значи, реално не постои можност со на ваков начин остварување на овој раст од 3,5%. И кажавте дека растот на економијата во 2019 го базирате на растот на извозот за 8,5%. Чесно е да кажете дека тоа е благодарение на тие странски директни инвестиции во технолошко-индустријските развојни зони, таму каде што се направени најголемите вработувања, каде ја поттикнува и потрошувачката, каде се проекти кои ги почна ВМРО ДПМН и на тоа останавте. Ги почна, изработи и нема ни еден нов проект од Социјалдемократскиот сојуз. Тоа треба да му го кажете на граѓаните. Не да читате образложение сувопарно и дека вие нешто ќе направите. Ништо не направивте 2 години. Нема да направите и третата година. Тоа е јасно.
Буџетскиот дефицит е проектиран на 2,5%, меѓутоа, тој процес на задолжување продолжува и согласно фискалната стратегија треба да стигне до 53%. Значи екипата која поттикнуваше шарење на фасадите на Министерството за финансии и која викаше дека е најмногу задолжена државата, ги прави сите овие понатамошни задолжувања. Ако долгот од 4,7 милиарди беше голем, сега е 5,13 милиарди евра. Односно, ако Македонија со 47% беше најголемо задолжена земја, сега е 48,2, а вие во фискалната стратегија кажувате дека в година ќе биде 53%. Кој кого лаже овде? Нема потреба нас, пратениците, треба да ве слушнат граѓаните. Меѓутоа, ние како опозиција мора тоа да им го објасниме, да го слушнат што значи. Едно е да излезете на улица и да шарате фасади за да се дојди на власт, ама на власт треба се работи. Нема играчки, треба му нешто да сработите. Да го подобрите животот Божем лош на граѓаните од претходната власт, сега вие да создадете услови. Тоа не го направивте. Нити ќе го направите ова година. Ако го направите, јас јавно овде ќе излезам и ќе ве пофалам. Ќе кажам, ова влада нешто направила. Барем за тоа ме знаат, сум конзистентна и тоа кога ќе го речам така ќе го направам. Не се способни да го направат тоа. Меѓутоа и во овој буџет ги имаме сите тие Божем добри проекции кои ќе се остварат оваа година. Вкупните приходи се проектирани за 9,5% поголеми во однос на 2018 година. А тоа планира да се направи со зголемување на даноци, зголемените акцизи и стапка на придонеси. Тоа треба да го знаат граѓаните. Значи треба да ги оданочи, да ги собери од граѓаните како арач, ама граѓаните нешто очекуваат за сметка на тоа да направат. Многу беше добро собран буџетот во вкупните приходи и претходно, ама ништо не реализиравте. Еден колега кога овде дискутираше кажа како некој му дале пари, не знае куќата да си ја направи. Не знај, не го бидува. Ако има пари в раце, тоа вие го правите. И не се фалите дека ќе изголемите, правите проекција за вкупните приходи. Лесно ви е вас за собирање приходите. Каде ќе ги реализирате, како ќе поттикнете, дали знаете институционално проекти да направите и тоа да се реализира. Тоа направете го, за нас ќе биде навистина голем придонес и за опозиција и за сите граѓани. Кај ставката плати предвидено е зголемување за 5,7% или 1,5 милиарди денари повеќе. Значи, вие главно темелевте политиката ваша во критикување на претходната власт од гол популизам. Правиме предизборно зголемување на плати. Да им кажете на граѓаните дека тоа го правите така, а не грижа за граѓаните. Износот за субвенции на земјоделците се намалуваат. Тоа треба да го слушнат земјоделците. Субвенциите за земјоделците се намалуваат, а се зголемуваат социјалните трансфери за 6,9%. Односно, тоа е за најсиромашните слоеви, меѓутоа е многу важно. Дали имаме програми на каков начин тие ќе се пренесат? Да, затоа што политиките се вскупност дали ќе има нивна употребна, односно додадена вредност за целокупната економија. Не е само така да ги префрламе паричните средства. Кај капиталните расходи проектирани се 26,2 милиарди денари, меѓутоа знаејќи како се реализираа во претходната година, мислам дека ова влада нема тоа да го направи, да не речам повеќе од сигурна. Имаме зголемување, односно како претходно што кажав, даночните стапки и социјалните предонеси со прогресивниот данок од планираните. И зошто тоа го правите? Ако претходно ние имавме целосно од планираните 30,2 милиарди денари приход од данок на доход,
и од добивка и од капитални реализирани и да биде 31,16 милиарди денари, односно 1,6 милиарди повеќе. Значи, се полни буџетот во приходната страна, немаме потреба од вакво наново доначување, посебно ќе имаме јавна расправа, ќе говориме тука на Комисија за финансирање и буџет, ќе ги викнеме сите заинтересирани за прогресивниот данок, што тоа владата во тој сегмент сака да направи. Ќе дискутираме и ние, меѓутоа повеќе ги слушниме Стопанската комера и сите бизнисмени, меѓутоа и сите лица задолжени. Се очекува нова обврзница од 400 милиони евра. Објаснете. Добро. Тоа е ново задолжување во висина од 400 милиони евра за 2019 година. Од аспект на расходите, предвидени се финанси за стоки и услуги, многу симптоматично секогаш, и тоа значително зголемување од 4 милиарди во споредба од првичниот предлог буџет од 2018 година, кај ќе одат за договорни услуги, материјали, ситен инвентар и слично, меѓутоа ова е нешто за кое секојаш симптоматично ние стоки и услуги што и како ќе се врши тоа. Социјалните бенефици кажавме од 75 на 80 милиарди денари и сега за капиталните расходи. Значи во 2018 година имаме 24,14 се зголемуваат на 26,18, меѓутоа сите години имаме слаба реализација. 2017 10 милиарди, сега 9,5 милиарди евра. Значи нема да ги реализирате иако толку мегалмански ги проектирате. Ке кажам во кои делови, односно каде капитални вие имате предвидувања дека ќе работите и пак во проекти што ги започна претходната власт ВМРО ДПМН. Проектите за водоснабдување ќе се намалат за 500 милиони денари, во културата за 400 милиони денари. Да, во делот на многу развојни програми, гасификацијата 1 милиарда повисока, меѓутоа спрема темпото на работа ова нема да се исполни и тоа е од толкавата ваша грижа за незагадување и слично. И она што вие го кажувате како капитални, клучни проекти во вашето образложение и во буџетот е продолжување и реконструкција на железничката пруга Коридор 10. Тој е проект започнат од ВМРО ДПМН е продолжување на прва и втора фаза од проектот рехабилитација од Коридорот 10 Куманово, Белјаковци, Крива Паланка. Исто. И немаме нов проект освен на достапување на услуги од јавниот интерес за железничкиот превоз. Овде, во овај дел, да не ви читам, што имате во вашата програма, во делот, страна 43, 44, 75, 76, 77, наведени кои проекти ќе ги имате во железницата, патнички сообраќај од 4, Зелениково, Драџево, Миладиновци, Иленден, нова пруга, електрификација на пругата Скопје, Север, Ѓорче Петров, ништо нема. Што работите вие со железничките пруги? Зошто ти ништо? Нити од тоа што го имаат дадено е реализирано, а го ставаат во вкупни капитални проекти во делот на образложението и буџетот на Република Македонија. Зошто ги лажиме граѓаните? Значи не можеме да направиме тој граѓански буџет, дајте да им го ставиме во памфлети или сликовници да видат вие што кажувате и што е вистината. Тоа е вистината. Мора да им објасниме доколку е добро и ние како опозиција ќе пофалиме, тоа го кажав. Меѓутоа, за жал, затоа ќе поднесиме амандмани. Значи во делот на железницата, и во делот на патната инфраструктура, и во делот на градинките, училиштата, ќе видиме што вие како влада ќе успеете да прифатите. Сме направиле делот од 500 километри регионални патишта, 700 километри локални. Меѓутоа, не ги излажавме граѓаните дека ќе направиме 600 километри автопат и 500 магистрален пат. А да ви кажам искрено, кога ја прочитав, да не го се дистанцирам од говорот. Програмата на еден ваш градоначалник за една година дека направил 1000 метри
пат, па не напишал 1 километар за да изгледа повеќе, туку 1000 метри пат. Тоа мислам дека не треба да стои. Да, во сантиметри сигурно ќе било многу повеќе. Споредбено со буџетот, со ребалансот за 2018 година, кај имате зголемување, јас извадив од делот на Министерство за одбрана, понатаму администрација, плати на доместоци, ки има зголемувања, сигурно вработувања, договорни услуги, субвенции, трансфери, она што е тековно и треба да го работи владата, меѓутоа е поголема сума, сигурно се планира нови вработувања. Меѓутоа, она што ме загрижува дека и на почеток во буџетот имате намалувања во делот на инвестиции во животна средина, 20 милиони денари. Значи, многу не е важна животната средина, вчера имаше тука јавна расправа. Мора да се грижиме, а не само да кажуваме дека ние правиме проекти долгорочно, имаме. Во тоа ќе се вклучиме сите, и ние како опозиција, затоа што сите живееме онаму во сите во градови каде што има најголемо загадување и не под предпоставка дека ништо претходно не е направено сега. Најважно е доколку се има добра намера во буџетот да видиме издвоени парични средства, дека владата има намера да направи во тој сегмент зафати, односно ќе се грижи за граѓаните. Во делот на студентскиот стандард, намалување за 150 милиони денари, онаму каде што најглавно ние имавме колеги пратеници, млади, од СД станаа градоначалници, со тој студентски стандард, денови се говореше дека ништо не направивме, меѓутоа еве се дава шанса, овие 2 години ништо да не е направено. Говоревме тука на ребалансот дека молеа студентите за топла вода, барем некој да се одважише да ги види и да им каже кога ќе им ја пуштат и кога ќе ги направат подобри условите. Во делот на изградба на социјалните станови се предвидува 310 милиони денари. Јас ова го имам во делот, ако е поголема сума, добро, меѓутоа, она што беше како критика од Социјалдемократскиот сојуз, мора да кажеме дека ја критикувавте оваа мерка, кажувавте дека кога ќе дојдете на власт, ќе субвенционирате камати за кредити за купување на станови, ама нема вака популистички да настапувате. Сега видовте дека е тоа неопходно. Тоа сакам да го потенцирам и тоа да го знаат граѓаните, дека не била погрешна политиката во делот на социјалните станови, во делот на грижа за таа категорија на луѓе, туку тоа како проект го продолжувате и понатаму. Во делот на урбанизам и градежништвото, ќе се навлезе во трета година, никаква реализација нема, еве тоа што го кажав, ни 600 километри автопатишта, ни магистрални, ни локални патишта, ништо од тоа што е ветувано. Во делот на општините, водовод, канализација на општините, има само проекти, и тоа почнати од претходната власт, Гостивар, Радовиш и Кавадарци, ништо друго. Да, Кавадарци е внесено во тоа, меѓутоа, она што и ние како амандман го поднесовме, и многу важно за граѓаните, 15% поврат на ДДВ што вие го ветивте на граѓаните. Ветивте дека ќе има и пилот проект, ветивте нешто во програма за кое треба да дадете образложение зошто не го остварувате. За да може да се има целосна реализација на тие капитални инвестиции, за да не биде само голо препукување меѓу СДС и ВМРО, туку вистински да се заложиме од тоа, мислам дека потребно е вклучување на засегнати страни. Да се вклучи и Министерството за финанси, да се направи соодветна студија, да се направи приоритизација, односно приоритети на кои се потребни први капитални инвестиции, за да не биде само популистички читање овде, а ние како опозиција да критикуваме, а на првиот ребаланс ништо да не е остварено. Дајте совет, еве, од опозицијата, да се направат приоритети,
тие кои се први и важни за граѓаните, заеднички да се изработат тие програми и да се држиме барем на тие предложени решенија кои треба да се и првично се важни, а не диапазон на многу големи проекти, а ништо од тоа не направено. Благодарам.